Падна ли Македонија во замката на Бугарија, па на македонски терен се најде во шахмат ситуација, каде бугарите низ мала врата ке сакаат да протнат ново вето. Иако МВР се фалат дека во саботата добро ја завршиле работата и денот минал во најдобар ред. Сепак, Бугарија не го гледа тоа така и најмалите инциденти ги толкуваат како напад врз нив. Неколкумина бугарски пратеници реагираа дека наводно врз нив се вршал терор, почнувајќи од настаните на граничниот премин Девебаер, па се до нивното приведување. Професорот Жида Даскаловски смета дека полицијата не баш добро се справила со сета ситуација. Посочува дека денот бил несмасно организиран. Се работи за едно несмасно однесување на полицијата, каде што се покажа нефункционалност во смисла на тоа дека паднал системот на управување со граничниот премин за евиденција на патниците. Од една страна, тоа дава сомнеж дали навистина така или намерно направено да се спречи на време на доаѓање на бугарска делегација. Од друга страна, имаме нефункционирање систем, од друга страна имаме едно ригорозно претерано однесување во смисла на безбедностни некакви процедури за обични граѓани да можат да го очиствуваат денот за реагањето на Гоцедоче, што се случуваше во околината на црквата Свети Спас. И во двете варијанти се работи за едно несмесно и несоодветно однесување на полицијата. Се поверојатно е дека по инцидентите кои се случија во саботата, Македонија од страна на Бугарија пред Европската унија ќе биде представена како опресивец. А тоа е така, бидејќи години наназад македонската влада води погрешна политика, смета Даскаловски. Следователно во последниве години заевизмот превладува во смисол да се обидуваме да ги задоволиме апетитите и интересите и на албанската заедница во Македонија, и на грчката држава, и на бугарската држава. Кога треба да протестираме, кога треба да се буниме, ние сме молчаливи, кога треба соодветно да реагираме, несмасно реагираме, кога треба да се избориме за одредени права, за одредени обврски, под притисок на Бугарија и на Европската унија ние молчиме, така што генерално таа политика е погубна и треба час поскоро да престане. Дел од експертската јавност е едногласна. Секојдневното попуштање на барањата на соседите меѓународната заедница од страна на Македонија, игнорирањето на навредите и негирањето на македонскиот народ од Бугарија е погрешна политика. Оти секоја одбрана сега ќе биде толкувана како напад, а тоа би можело да доведе до ново вето од официјална Софија.